конкретно по овој закон, ама се однесува и на него. Мислам дека Министерството за правда подитно треба во рамките на, како да го наречам, позаконодавен надзор или слично, да испита како влијаела новата политика на усогласување, намалување и тоа автоматско линеарно на казните заради усогласување со Законот за прекршоци. Јас одговорно тврдам дека методот на линеарно намалување во сите области, со исклучок на оние неколку заштита на животна средина и слично, не е добар. Бидејќи казните во секоја област треба да се одмеруваат согласно значењето на доброто што се штити. Јас разбирам на спортски надпревари, например, дека во страста, младите, навивачите и така натамо, посегаат некогаш по нешта со што се проблематични. Ама кога се во прашање организаторите, кога се во прашање фудбалските или не знам асоциациите и така натамо, имам построго мислење во поглед на санкционирањето. Зошто? Бидејќи понекогаш автоматски редуцирајќи ги сите глоби за прекршоците, ние стимулираме всушност прекршување понатамошно. Многу чудно е кога некаде во некои закони гледаме дека наместо да се заострат санкциите кон определени субјекти, автоматски се редуцираат. Јас тврдам дека тоа не е добра политика и дека решение треба да се најде или во самите матични закони да може да се предвиди и друга казна, санкција од онаа во Законот за прекршоци, или да се преиспитаат, да се остави поголем распон на санкционирање. Да не бројам, ќе ви набројам 5-6 закони кои што така ги усвоивме, меѓутоа кога ќе споредите од како се вика, свиркачите до многу други, па еве и за спортските надпревари. Значи, за субјектите, индивидуи имам разбирање, ама кога се работи за субјекти како организатори и слично, не знам дали тоа треба да се дали треба да подлежи на автоматско редуцирање на казните. Не мислам дека е тоа европски стандард, автоматски ние сега ги смалуваме казните, глобите и тоа ќе важи за сите закони. Не, тоа го видовме кога, ако се сеќавате, кога дискутиравме за заштитата на животната средина, да, тамо ги зголемивме место 3 пати, 20 пати со право, ама има и други области кои што се исто толку важни. Тоа не може, истото важи и за овој закон, за спортските надпревари. Не може, значи, по мене автоматски да се решава, туку треба со еден селективен пристап, не линеарен, туку селективен, според значењето на доброто и соодветноста на санкцијата, а не, ајде ќе усогласуваме, тоа е политика. Иначе точно е дека имаше непристојно високи глоби за определени прашања и тоа како политика е добро, но никогаш не за сите видови на прекршоци ист пристап и иста санкција, зашто потенцирам тоа може да доведе до, наместо до дестимулирање на некои незаконски активности, до стимулирање. И тогаш тоа не е добра политика и ќе го согледаме, треба да помине време, бидејќи ние уште усогласуваме, ама мислам дека треба да се има во предвид како пристап. Ме благодарам.